Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Дали САД шпионираат во Северна Кореја? Се разбира не. Сугестијата за такво нешто била лапсус. А на локално ниво овде, Њу Јорк сака да ги забрани сладките пијалоци. Еве што прави вести денеска. Командантот на американските специјални сили во Јужна Кореја вели дека направил лапсус на конференцијата минатата недела, кога изгледало како да сугерира дека американските армиски командоси се спуштиле со падобранци во Северна Кореја. Армискиот бригадирен генерал Нил Толи во соопштение појаснува дека требало да биде појасен на самото место, но сега појаснува дека нема американски командоси во комунистичката земја. Вселенскиот карго брод во приватна собственост Драгон е на пат за земјата по успешниот демонстративен лет до меѓународната вселенска станица. Во него нема човечки екипаж и се очекува да се урне во Тихиот океан недалеку од брегот на сојузната држава Калифорнија со цел да се избегнат било какви инциденти. Градоначалникот на Њу Јорк Майкл Блумберг предлага забрана на продажбата на големи шишиња за сладени газирани пијалоци и други полни со шеќер пијалоци во напор да помогне во борбата со растечката стапка на дебелина кај њујорчаните. Изземени се овошните сокови, млечните пијалоци, диеталните пијалоци и алкохолните пијалоци. Експертите предвидуваат една од најлошите сезони на комарци ова лето. Препораките што важат на универзално ниво се не чувајте дождовница во градината, тоа е идеално место за размножување на комарци, и користете средства за кожата што овие пијачи на крв ги држат настрана. 2012 е година за женските права во Франција. Новоизбраниот председател Франсуа Оланд го представи првиот кабинет каде подеднакво има мажи и жени. Неговата партнерка е новинарка и тие не се официјално во брак, што французите ги ставија во уште една прва ситуација во нивната историја. Првата дама не е господја, туку мадам. Дали овие промени се чиста символика или нешто повеќе? Од следниот прилог. Полесниот дел од денот на Оливија Катан завршил околу пладне, кога заминува од работа како наставничка во предучилишна установа. Тогаш почнува со друга работа, како новинарка и основачка на феминистичката организација Зборовите на жената. Катан го советуваше новиот француски председател Франсуа Оланд за женски прашања. Во новиот кабинет сега има идентичен број министри од двата пола, вклучувајќи го и новото Министерство за женски права, кое го води 34 годишната Наджат Валут Белкенсем. Катан вели дека ова се охрабрувачки чекори. Ова е фантастичен потек на господинот Оланд кој сврта нова страница. За францускиот феминизам ова е нова ера. Франција исто така има нова прва дама што не е во брак со председателот, новинарката Валери Триер-Виелер, кој го придржуваше председателот Оланд на првата посета во САД. Партнерството покажува дека не мора да сте во брак за да живеете со некого. Имаме право на избор како ќе живееме. По улиците во Париз, граѓаните се задоволни од промените во политичкиот живот во земјата. Еден од нив е Жан-Мишел Бамбуис, 40 годишен бизнисмен. Добро е да не се прави разлика меѓу мажи и жени. Тоа што е важно е колку личноста е компетентна. Сепак, професорката Ен Боринг вели дека битката за жените не е завршена. Во Франција жените се уште се дискриминирани на работните места. Со исти квалификации се платени помалку, например. Активистите за поголеми граѓански права, како Оливија Катан, најавуваат дека внимателно ќе ја следат новата француска влада, за да ги исполни ветувањата за еднаквоста на жените во општеството. Светската здравствена организација вели дека бројот на жени кои умираат од компликации во бременоста и породувањето последниве 20 години е преполовен. Ова треба да е добра вест, но ако се знае дека и натаму годишно умираат околу половина милион мајки и не е толку за радување. Во приложение донесуваме прилог за лекарка од Калифорнија и нејзин сопруг кои помагаат да се спасат животи со едноставен пронедок. Погледнете. Секоја една мајка сака здраво бебе.
Но многу клиники во субсахарска Африка имаат недостиг на основни услови за безбедно породување. Под основни услови спаѓа и електричната енергија на која може да се смета. Овие медицински лица во Кано, Нигерија, опишуваат како е да се работи со пациенти во темница. It's not easy for taking delivery, taking baby without light. Не е лесно да се изведе породување без светло. Често не знаеме дали пациентките крварат. Тоа е клучно. Лора Стачел е гинеколог по професија. Кога ја посетила Африка во 2008 година, била запрепастена кога видела дека во локалната болница се работело без струја. In the middle of the night, very often there was no light whatsoever. Среда ноќ немаше никакво светло, а болничарите користеа лампи на газ. Присуствував на породување со царски рез кога снема струја и на лекарите практично им помогна мојата батерија. Доктор Стачел потоа побарала помош од незиниот сопруг. My husband is a solar educator and Мојот сопруг е експерт за соларна енергија и пронаоѓач. Кога се вратив од Нигерија, ме советуваше колкава е предноста за болницата ако почне да употребува соларна енергија. Почнале со големи соларни плочи поставени во нивниот двор. Денес мали плочи кои може да се соберат во чанта обезбедуваат светлина во близу 200 клиники во светот. А зошто да се соберат во чанта? Едноставно затоа што може да минат на царина и може да се изведат и покажат на царињата ако треба. Ова е голем успех на оваа двојка, но тие велат дека ова е само почеток. Да си има светло додека работат е едно, но вработените во клиниките често немаат соодветно образование и поддршка што треба да ја имаат. Оваа американка е нивниот глас, секаде каде треба да го покрене прашањето. Македонија е прекрасно поднебје за одгледување грозија. Од тука логично, винарството би било тоа со кое би сакале да се представиме во светот. Но тоа не беше случај досега, барем овде во САД. Но не за долго, ветуваат винари кои деновиве престојуваат во Вашингтон. Утре во Newsflash, за прв пат во САД, здружен настап на 8 производители на вино од Македонија. Гледате утре како мина презентацијата во Вашингтон. Дојдовме до крајот на денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И ве оставаме во добри раце на нашата редизајнирана интернет страница со адресата и натаму glasnaamerika.com. До утре на ова исто место. До гледање.